Сакам да ви кажавте дека на уметниците не им значат многу средствата. Ке ве запознам со една состојба. Значи во 2011 година, кога работевме на носење на ова измена на Законот за култура, знаете ли каква состојба стекнавме во однос на уметниците? Зашто велите дека не им се важни многу средствата? Ве потенцирам, како два пати го кажавте, тоа не е битно важни или неважни, важно кажавте дека не им значат многу парите. Многу им значеа средствата. Знаете ли колку, не сакам да именувам имења, со какви пензии беа уметници кои што имаат огромен влог дадено за оваа независна и суверена Република Македонија. Катастрофални беа пензиите. Неправда невидена. И мораше да се изнајде некое решение за на тие луѓе да им се навистина помогне. Станува збор за уметници кои што се во пензија. Ја спомнавте Вања Лазарова и ми рековте не се смеете. Не сум се смеела за Вања Лазарова, јас никогаш. Правите огромна грешка со тоа што го кажавте. Вања Лазарова, може не сте упатени, не ја познавате многу состојбава во културата, но со текот на времето верувам дека ќе се запознаете. Министерството за култура не доделува награди. Министерството за култура е услужна дејност врши во однос на наградите. Одборот за награди собранието го носи. Законот за награди не е на Министерството за култура, на Министерството за правда. Министерството врши записник води во однос на одборот кога се состанува и кога одлучува за наградите. Законот за награди е под надлежност на Министерство за правда. И оваа година, кога ќе ги донесат наградите сите што се наведени, Министерството не ги носи наградите па да прави селекција. Одборот кој што го именува Собранието на Република Македонија, значи ние овде, вие овде, тој е одборот и одборот ги доделува наградите. Согласно многу строги критериуми. Не вие како што велите така политички, па не знам што. За вас политички се овие имиња, срамоте да кажете, сите ќе ви ги прочитам. Тамара Арсовска, Таки Павловски, Љупка Џундева, Серафим Фимчо Муратовски, Михајло Георгиевски, Никола Ангеловски, професорката Јасминка Чакар,